Заради интерес, може да Сигурно. кажеме. Не, и тука нема тајна, нели? Да заштити некаков интерес, но јас викам бранам граѓани на Македонија и должен сум во мојата стручност и успеавме, морам да ви кажам, детето по жалбена постапка да припадне на Спаска Митрова. Значи зборам за еден родителски однос. Родители, деца и така натаму. Апсолутно. И драго ми што во тие периоди кога бев адвокат, велам уште еднаш дека амбасадорот со сета почит го испочитува моето видување, мојата сугестија, зошто викам да правиме непријатели од две држави, да под наводници измислуваме проблем политички, пробугарски, не знам каков, кога се работи за едно родителско право, кое судот правично си е истера цела постапка. И вие тогаш се видовме, нели? Да. Да минувавте еден разговор и така натаму. Да. Значи, ајде да одиме на периодот кога бевте јавен обвинител. Бевте, 1999-2002. Да, бевте обвинител за времето на примерот на Љупче Георгиевски. Да. Има една идеја која ме мачи мене, а сигурно и многу македонци. Апсолутно. Гледаме дека премиерот, да го земеме на пример Љупче Георгиевски, пред да биде премиер, не беше имашен човек, така да кажеме. Меѓутоа, кога стана премиер, гледаме дека денес е многу богат, меѓу може и најбогатите Македонија на Балканот. Знаеме дека и потврдено е дека има и бугарско државјанство. Може веројатно има и други случаи како неговиот. Она што не ми е јасно мене, зошто јавните обвинители или јавното обвинителство не водат постапки за вакви работи. Значи тој, ми се чини дури и на телевизија, кажа, изјави дека ако е некој премиер или на висока политичка должност, тогаш мора да кради или се кради, тоа е обикновено. Кажете ми, зошто никој не ги гони овие луѓе? Морам да кажам, значи се пак професионално во рамките на уставот што ни го гарантира на сите граѓани, независно кој статус го има, дали е премиер на држава, дали е обвинител, дали е суди и така натака. И овој ваш коментар што го велите, нели, за екс-премиерот, за Љупче Георгиевски, секој граѓанин, тргнувајќи од мене и од вас, значи е подложен на контрола, доколку има некакви сомненија за сторен криминал, кражби, дали во областа на стопанството или пак не знам какви стекнување на незаконит начин на имот или на пари, така што мислам дека од 99-2002, јас кога бев обвинител, знаете во какво кризно време бевме, нели? Косовска криза, 400.000 бегалци 99-та, 2001, да не речам војна или граѓанска војна во Македонија. Значи тој период е еден многу тежок период за македонската држава и за премиерот и за владата и така натака. Како се стекнал и дали се стекнал е прашање, дали се стекнал со таков имот на незаконит начин и така натака, од 2002 до сега сме 10 години. Сите институции, премиерот, поранешниот премиер господин Георгиевски, не е на власт. Ниту поранешниот обвинител Джиков, сега сум адвокат. Приватно обавувам јавна дејност и така натака. Значи, можело да се провери за премиерот, како и за секој граѓанин. Жиро сметка, имотна состојба, управа за јавни приходи. Значи, тие институции се институции, полиција, финансиска контрола, финансиска полиција и така натака. Тие се институции или алат, ќе ве се да кажеме пособно, кои што го проверуваат секој граѓанин. Така што никој не му попречува да биде проверен и поранешниот. Но дали бил проверен? Тоа е моето прашање и зошто не го проверува? Значи, се извинувам, значи не знам која е причината. Морам да кажам затоа што морам да зборам објективно, не можам јас према некого да бидам со една негативна. Добро, а може да имате ваше мислење, зошто е тоа? Не можам да одговорам нешто не сакам. Ви велам, секој институција си работи своја работа. Дали тоа финансиска полиција, на секој може да ни тропни на вратата ако има сомнеш. Мислам, ако има основан сомнеш, не да гони вештици. Да. Исто се однесува за управа за јавни приходи и така натака. Значи, тие институции стојат на располагање според закон, според устав, секого да не проверат. Така и за ова што ме прашавте, и за експремиерот. Ако давал такви изјави, нели, простете ми се, јас па вас ке ве цитирам, бидејќи не сум го слушал. Крадел, правил, не знам што прави, па стекнал богатство. Тоа може да биде можност за било кое, за Министерство за внатрешни работи, за обвинителството, да си покрене и постапка за проверка на стекнат на имот и на пари. Дали пари имот во Република Македонија или надвор Република Македонија.
да не речам се вака символично швајцарски банки, не знам што. Не знам што. Значи тука јас не гледам некоја политичка обструкција или некој политички договор меѓу лидери на партии, која ќе дојдам јас не те гонам, која ќе дојдеш ти не ме гони мене. Таква работа јас не сум приметил, чисто зборам се како граѓанин на Република Македонија, во однос на некаква привилегија према поранишниот претседател на владата господин Георгиев. Тоа за жал останува фактот дека гледаме дека луѓе не знам на кој начин се збогатиле, меѓутоа пораката останува дека важно да се збогатиш, не е важно како и во принцип имаш обратно велам да се збогатиш на законите, значи со работа. Да, пораката останува дека ако сте се збогатиле, не бевете гали ако имате политички врски. Не може имунитет да имат било кој да. И тоа останува. Да го ставаме тоа, не верувам дека можеме да го решиме тој проблем сега или да знаеме многу повеќе. Ајде да се вратиме на проблемите кои ги има нашата држава и тоа е, знаеме, проблемот што го има нашиот јужен сосед со името на кое ние се именуваме и нашата држава, нашата култура и идентитет. Што мислите вие за целиот проблем? Па вака се, кога почнеме да разговараме, и јас и вие рековме дека сме македонци. Тоа значи дека тоа нас никој не ни изнасили, ни мене посебно, да се нарекувам македонец, бидејќи тоа моите родители, предци, дедовци, баби ми го кажувале и се бореле за Македонија. Што значи дека зборувам како македонец, никој не ме присилил во ваква ситуација да се најдеме, никој да ме прашува, зборувам од меѓународно ниво, дали Европска унија, дали Обединетите нации, дали овие преговори со господинот Нимиц и така натака, да не доведат да се прашаме дали сме ние македонци. Јас знам категорички кам јас, моето семејство, блиската рода, мојот народ е македонски народ и дека оваа држава е Македонија. И од тоа не може никој да ме разубеди, освен со некаква војна да не елиминираат од оваа точка на балканскиот простор и од оваа земјина топка. Само како податок за ова што ме прашувате, како сум се движел за одбрана на македонското име, би подсетил на 3-4 настани. Првиот настан беше 1992 година, кога од Лисабон дојде декларација дека треба да се избрише името Македонија. За среќа се собравме еден круг на интелектуалци македонци, се формира протестен одбор, бев јас избран за председател на тој протестен одбор. Ден 12 јули 1992 година имавме протест на ниво на свет. Значи го фатиме сите македонци од Европа, од Австралија, од Канада, од Америка, тој ден недела, говор држеше, колку што се сеќавам, и нашиот сега упокоен архиепископ, господин Гаврил, така што мислам дека и црквата, и народот, и во тој момент, сигурно и сега, се сплотени во однос на одбрана на името. Но тој ангажман мој не остана само на тоа ниво. После 3-4 дена дојде на покана Даглас Херт, министерот на Англија, кој беше представник на Советот на министри, и тогаш му врачив декларација во име на македонскиот народ за нашиот културен, историски идентитет како народ кој постоиме со векови наназад. Бев примен тогаш заедно со тогашниот министер Денко Малески во Собранието на Република Македонија. Тогашен председател беше сега упокоени и починати двајцата, господинот Киро Григоров, и премиер беше Никола Клисев. Така што тој беше мој ангажман со група на интелектуалци, но начело со народот и со црквата. Тоа не беше само една мала манифестација и голем македонски протест. Тоа е едниот детаљ. Во однос на одбрана на името сум напишал и неколку текстови и книгиве, се што ги пишувам и ги посветувам се тоа во име на Македонија и македонското име, но 2010 година на покана од Ѓорги Филев и Борис Видевски формира едно здружение за наименување на името Македонија, се вклучив со штрајк со глад. Првиот штрајк 2010 беше ноември, декември, колку што се сеќавам, во библиотеката Браќа Миладинови. Мислам дека едно 20 обични смртници се собравме и гладувавме 24 часа за да кажеме дека во Македонија и низ тој Гандиевски протест го браниме сопственото име Македонија. Но лани беше уште поинтересно, бидејќи јавно
протестираме покрај тоа што и тој беше јавен протест, а тоа беше на плоштадот Македонија и протестиравме од негде 13-14 октомври 2 дена, 48 часа со гладување, но што беше интересно приказната да ви кажам, неколку дена пред тоа се среќам со Паскал Камбуровски, кој е многу определен истражувач за македонската историја од античко време до сега, поготоа има посветено големи трудови за животот на Александар Македонски. И во еден неваразен разговор кога се сретнаме во центар, ми вика: Ставре, шо приш, не сме се видели години и половина. Ништо, викам, еве се спремаме за некој протест. Кога ќе биде? Викам, на 13 октомври, 14. Викам, така е договорено, обезбедивме шатор на плоштадот. Ние 20 на луѓе што сме минатата година исто ќе го тераме овој протест. Јас се насмеа, ме прашаја: знаеш ли што значи 13-14 октомври? Искрено, имам врска не. Па тоа е, вика, новата година на старомакедонците. На Александар Македонски тогаш и бил круница. Викам, каква коинциденција. И тој текст, кога штрajкувавме на 13, ми го донесе Паскал во шаторот. Јас и сега го имам, чисто да се подсетам. Практично не знам нека коинциденција, дали е тоа генетска сега, не можам да кажам, дали некаков духовен патриотски код, да ние случајно и на тој ден протестираме во одбрана на името наше Македонија, македонска, која е од прастари времиња. Не сакам да се врзувам со митологијата, да објаснуваме што значи Зевс, што значи Македон, што значи така натака, но сепак еве со време да го кажеме, да не вели го она за жал една накараден израз, антиквизација нема врска. Ние мора да си ја познаваме историјата, не никој не може да земаме историјата, ниту пак ме ја додаваме. Мислам дека еве во современо време, пред 3 века, да се вратиме назад, пред 4 века, просветителските времења на македонското народно движење, на нашиви интелектуалци, дали е тоа Ѓорѓе Апулевски, дали е тоа Крсте Петков Мисирков, да не одам, значи, вака бегло по галеријата на нашите просветители. Сепак ние сме македонци. Се надевам, бев повикан во македонското радио пред едно 2-3 месеци. Се подсетам со нашиот муабет. Зборував и за пресудата во Хаг и сега сакам исто да искоментираме, вака спонтано ми дојде мислата. Мислам дека пресудата во Хаг што ја добивме представува голем правен аргумент во меѓународното право и мислам доколку не биде земена во обзир од дипломатски и политички причини, мислам дека е тоа пораз на меѓународното право и сметам дека тогаш и ние сме членка на овие нации, независно под ПЈРМ и така натака. Сметам дека нашата држава и нашата влада се обратила на право место. Јас па за среќа имав можност да одам и во тој суд, меѓународен суд на правдата, не оној, иако е во Хаг, и другиот суд што беше за злосторство и така натака. Случајна прилика имам да го посетам. Независно тоа, зборувам сега, значи, мора да се испочитува таа пресуда. Дали се однесува пресудата онака како што ја коментират, за жал и дел кај нас дневни политичари, што мислам дека во негативна конотација, што не е добро. Сметам дека затоа па еве случајно го спомнав и Ристо Никовски, екс-амбасадорот, кој максимално го поддржувам. Не само него, туку ја поддржувам како пресуда, како граѓанин на Република Македонија, а не и како адвокат. Сметам дека таа пресуда е еден од крунските докази дека ние правото го бараме низ и меѓународните институции на правото, во случајот на